Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва ќе имаме политичка анализа посветена на изборите, све околу изборите, кога ќе се случат изборите, што може да се случи на изборите, кој може да победи на изборите, а таа политичка анализа ќе биде миксана со делови од интервјуто со Игор Јанев. Ние пуштивме еден дел од интервјуто со Игор Јанев, кој е многу подобри од дел од интервјуто со Игор Јанев, што ќе се случува, која ќе биде стратегијата на Грција, кога ќе поддржат бугарите, кога ќе поддржат грците во процесот на изборите во Република Македонија, значи ќе се измиксува таа политичка анализа и останатој дел од интервјуто со Игор Јанев, кој не беше објавен во рамки на емисиите во Центар. Иако целата кариера ми е одбележена со политички интервјуи, со политички анализи, се обидам да избегнам секојаш кога можам политички анализи, посебно во вакво време, посебно во време на вакви зовриени страсти. Знаете, ќе дојде еден Саша Политико или ќе дојде Курир, вие ќе правите пола саат, 30 минути или 40 минути политичка анализа, ќе ви извадат пола минута, ќе стават некој наслов кој врска нема со политичката анализа. Повеќе од 90-95% од читателите не читат што пише во текстот, туку го читат само насловот и тоа ми прави сериозни проблеми. Значи најголемите проблеми ми ги прават тие наслови, тие текстови кои врска немаат со политичката анализа која се биват или во Курир или ке Сашо Политико и човек, знаете, се воздржува од правење на политички анализи. Гледате какво време дојде, ко паметните луѓе ќе имаат проблем како да ги соопштуваат своите ставови до гледачите. Бидејќи гледачите сака да го слушнат само тоа што сака да го слушнат. Ги читаат само насловите повеќе од 90% од луѓето и прават одредени заклучоци кои врска немат. Избегнувам велам политички анализи, меѓутоа влагаме во изборна трка, влагаме во изборни процеси, ако не направиме политички анализи во рамка на емисијата во Центар, каде ќе може да ги дознаете точните информации, кој е фаворит, што може да се случи или каде ќе може да ја дознаете вистината. Ако мотото на емисијата ви имате право да ја знаете вистината, тогаш и во рамка на емисијата во Центар ќе ја кажеме вистината и ќе направиме политичка анализа што ќе се случува и кога ќе може да се одржат следните редовни или предвремени парламентарни избори. Ако треба во една реченица да ја кажам суштината на политичките процеси во Република Македонија, во пресред на редовните или на предвремените парламентарни избори, тогаш би окажал на следниот начин. СДСМ ќе се фали со тоа што го има направено, а ВМРО ќе се фали со тоа што го нема спречено да биде направено во Република Македонија. Значи СДСМ ќе се фали со тоа што штетно го има направено за Република Македонија, а ВМРО ДПМН ќе се фали дека нема спречено тоа што е штетно направено во Република Македонија да биде направено. Тоа е суштината со која двете партии ќе трнат од такви позиции во изборната трка. Ова ќе бидат најапсурдните избори во Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, како двете доминантни или владеечки партии во Република Македонија, односно партиите кои 30 години владаат во Република Македонија, тоа е СДСМ и ВМРО ДПМН, ги имаат сменато своите поидовни позиции, имаат направено идеолошко сартоно стале. Од една СДСМ е пробугарска партија, ВМРО ДПМН е просрпска партија. И ќе гледате околу СДСМ како се вртат луѓе на Љупчо Ѓоргиевски, луѓе на Красимир Каракачанов, луѓе кои биле ортодоксни бугараши. Од друга страна околу ВМРО ДПМН гледате како се вртат просрпски, просорос елементи. Елементи кои покажуваат дека е најприродна таа коалиција по таа косовска или белградска линија помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. И тоа е апсурдот на овие политички избори. Тие процеси траат веќе неколку години. Во ВМРО ДПМН траат од 2003 година, во СДСМ траат од доаѓањето на Зоран Заев. И всушност нови избори ќе се соочат или ќе се судрат пробугарската СДСМ и просрпската ВМРО ДПМН. Ако некој тоа ни го кажуваше пред 20 години, немаше да веруваме. Гледате како животот пишува романи, пишува сценарија. Нови избори, СДСМ ќе има пробугарска позиција, ВМРО ДПМН ќе има просрпска позиција. Иако името нема да биде во фонот нови избори или нема да биде еден од топ 5 приоритети нови избори, двете политички партии СДСМ и ВМРО ДПМН ќе имаат проблем со името, односно ќе имаат проблем со името од сосема различни стојалишта, од сосема различни собитија. ВМРО ДПМН ќе има проблем со своето име, односно името ВМРО. Ако конфликтите или копијата помеѓу Бугарија и Република Македонија се кршат околу Гоце Делчев и Крста Петков Мисирков, тоа значи дека е апсолвирано прашањето дека Тодор Александров и Ванчо Михајлов се пробугари, односно имаат бугарско чувство. Бидејќи ако најчистите делови на тоа револуционерно движење, а тоа е Крста Петков Мисирков и Гоце Делчев се предмет на спорење помеѓу Република Македонија и Република Бугарија,
тогаш Тодор Александров и Ванчо Михайлов воопшто нема да бидат предмет на тоа спорење. Историјата ќе ги запиши како пробугари или бугари со македонско потекло или бугари од Република Македонија. Ако ВМРО ДПМН нема префатено дека Ванчо Михайлов и Тодор Александров биле председатели на таа организација која настана 1893 година, тогаш на крајот на денот конфликтот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија ќе биде името ВМРО, односно самото име ВМРО. И прашањето е дали Република Македонија на крајот на денот ќе мора да ја натера партијата ВМРО ДПМН да си го смени своето име, односно да стане ДПМН, а префиксот ВМРО доди во историјата, односно да биде еден дел на македонско-бугарската заедничка историја. Тоа е клучниот проблем на ВМРО ДПМН. Замислите ВМРО ДПМН да дојде на власт, да формира влада и да мора да преговара со Република Бугарија за промена на името на самата партија. Тоа ќе биде абсурд над абсурдите. Меѓутоа тоа е многу реална можност, почитувани гледачи, кога велам дека двете партии ќе имат проблем со името, проблемот на ВМРО ДПМН со името ќе биде токму во тој контекст. Проблеми со името, односно името на партијата ќе има во СДСМ, односно како името на партијата да биде сменето од СДСМ во Социјалдемократски сојуз на Република Северна Македонија. И постојано изминатите 6 или 7 месеци се потенцираше фактот дека во некои од бастионите на СДСМ, тоа е градот Команово и општина Центар, може да се појават проблеми. Тие проблеми да ги прават градоначалниците Максим Димитриевски или Саша Богдановиќ. И навистина таму се појаваа проблеми. Видите, тоа се бастиони на СДСМ. Таму е доминантно просрпското влијание и проофицерското или про-ЈНА внимание, односно влијание. И токму во тие два града, тоа е Команово и општина Центар, кои се најбитни, можеби Команово бидејќи најголема општина после градот Скопје, општина Центар е веројатно најбогатата општина во Република Македонија, значи во нивните бастиони ке СДСМ се јавија проблеми. Се јавија проблеми и со работењето на градоначалникот Саша Богдановиќ и со работењето на Максим Димитриевски. Всушност, тоа се двата градоначалници кои беа изненадување како СДСМ ги изведи од чинелот на можни кандидати, ги промовираше во кандидати за градоначалници, те убедливо победа на локалните избори 2017 година. Сега токму во тие две општини СДСМ има проблеми со своето членство, а посебно со своите градоначалници или кандидати за градоначалници. Двајцата се амбициозни луѓе, веројатно ќе сака да трчат на следните локални избори, како што сега стојат работите, во партијата постои незадоволство од нивната работа и ќе видиме како целата таа бура ќе биде завршена како бура во чаша вода или како нешто покрупно во рамки на структурите на СДСМ во пресред на редовните или на предвремените парламентарни избори. Саша Богдановиќ влезе во конфликт со неколку високи функционери од редовите на СДСМ, со министерот за здравство господинот Денко Филипче и со дел на други структури во рамки на структурата на СДСМ. Долго време важеше за дете на Мирослав Шиповиќ, кој беше председател на општинската организација на СДСМ во општина Центар некаде пред 5 или пред 6 години и на Емилијан Станковиќ. Немаше направено битна политичка кариера во младината на СДСМ, сакаше да биде генерален секретар на СДСМ во младината на СДСМ, не успеа тоа да го направи. И во оној процес кој Зоран Заев беше во конфликт со скопското крило на СДСМ, успеа Саша Богдановиќ да се наметни како можен избор за кандидат за градоначалник. Всушност во тој процес кога сакаше да го елиминира Андреј Жерновски, Зоран Заев и Вице Заев се потпре на Саша Богдановиќ, така Саша Богдановиќ исплива во врвот на СДСМ општина Центар и стана градоначалник на таа општина. Сега те односи на Саша Богдановиќ со раководството на СДСМ можеби не се во најдобра кондиција, ќе видиме како во наредниот период ќе бидат испеглани сите тие разлики во нивните меѓусебни односи. Од друга страна, Максим Димитриевски секогаш важеше за човек на Радмила Шекеринска. Да не забраваме, 2013 година, кога Бранко Царенковски е лидер на СДСМ, Максим Димитриевски на седница на Централниот одбор на СДСМ е првиот кој се спротивставува на политиката и на стратегијата на Бранко Царенковски преку политика на отпор, преку стратегија на отпор, Бела Чао стратегијата да го соборува Никола Груевски. Значи, Максим Димитриевски прв на Централен одбор на СДСМ, на Бранко Царенковски му се спротивставува и со факти се обиде да му каже дека политиката на отпор не ги дава резултатите, дека треба да се оди на локални избори. Што се случи во меѓувреме не знаеме, меѓутоа очигледно дека тој конфликт помеѓу Максим Димитриевски и техничкиот премиер Оливер Спасовски е толку длабок што суетите на двајцата прават да биде невозможно да се воспостави релација помеѓу нив. Оливер Спасовски како технички премиер имаше конфликти и проблеми со претходниот градоначалник на СДСМ општина Команово, тоа е Зоран Дамјановски Циц, има проблем сега и со господинот Максим Димитриевски. Тие комановски релации во СДСМ се секогаш тензични, секогаш парат одредени конфликти и секогаш во бастионот на СДСМ, бидејќи СДСМ никош нема изгубено локални избори во градот Команово, има конфликти од овој тип. Дали ќе ги решат, ќе видиме. Ако условот на Русија бил да не станеме членки на НАТО, еве се за еден месец ќе станеме членки на НАТО.
И ние ако си побараме да си го вратиме името назад, ако победи Мицкоски, или не знам, ако победи Солза Грчев или некој ако победи, тоа што русите може да ни речат нема да ви помогне, бидејќи во ги време станате членки на НАТО. Па сега Русија е малце по-софистициран играч. Она може, например, ради стратешки работи да ги расипи односите на Македонија со НАТО и да ја послуша Македонија или Кина тоа да го направи. Како што сега, например, ние бевме повторно блокирани со датумот, но таа блокада не беше од Грција, туку беше од Франција. Во момент кога требаше да се добие, да кажеме, беше усмено уветување дека ние кога ќе подпишеме тој договор ќе добиеме овој датум за преговорите. И не бевме блокирани од Грција, туку бевме блокирани од Франција, која по барање на Грција. Ние сме сега каде ни извинат ове Кумановки, Кукуманов кои сите ја лажат. Да, сите лажат, тука е работа што сите лажат. Сега ние можеме, ако сакаме да одиме на руска линија, а можеме да одиме и преку кинеска линија. Значи, Тоа е помека линија. Помека линија, пошто и таа не би сакала да види Македонија во НАТО. Се можеме да го пратиме овој нашиот министер за надворешни работи, Кодачич, што отиде во Кина, гледате колку итро србите функционират. Сега ако има ова корона паника дека еве само што не станало, само што не сме умреле, само што не сме се развиле, и ви Дачич отиде во официјална посета на Кина. Значи, србите знаат како да ги негуваат своите пријателства. Со тој гест на Ивица Дачич, кога сите бегат од кинезите како од лепрозни, он отиде во Кина и имаше билатерална средба со кинескиот министер за надворешни работи, со раководството на Кинеската комунистичка партија и кинеската влада. Да, точно тука има едно кај србите балансирање, всушност се работи за тоа дека Србија знаеш што сакаат, мислам, имаат еден тврд став, значи просто не може да биде предмет на малтретирање. Преспанскиот договор е, да кажеме, една спогодба која служи како инструмент за малтретирање или тетско малтретирање целиот народ, цела држава и понижување и така натаму. Јас кога требаше да објаснам на студенти до толку повеќе што народот на 30 септември 2018 година рече не сакаме да бидеме понижени со тоа име. Не сакаме. Навистина тоа не го кажа со гласање, тоа го кажа со негласање. Со негласање, така е, да. Меѓутоа и тоа е легално. Тоа е легално, да. Тоа е легитимно политички. Значи власта, иако беше факултативен референдум, не обезбеди легитимитет на целиот процес. Тука се работи за опстанок. Значи Мицкоски мора да излезе со јасен став, не да тактизира заради некоја амбасадорка таму од Америка или некој медикритет амерички дипломат, туку јасен став да има. Јас кога ќе додам власт, ќе го раскинем договорот. Нема таква изјава. Нема таква изјава, јас го повикувам да даде таква изјава. Со однесок од Никола Груевски кој ќе опрашавме зимата, викаше стара на 145 на прородбата у 100 чекори. Ако не може да ја врши таа функција, мислим, или да онда подобро Мицкоски да не се кандидира на такво место. Значи треба сега еден решителен политичар во Македонија, што јасно и пред, да кажеме, цела ова работа на 12 април, ќе каже јас кога ќе дојдем на власт ќе го раскиме еднострано, не билатерално со Грција да ми даде некоја дозвола или да разматраме ревизија. Гледате, професоре, на една страна е Македонија, македонскиот народ, македонската историја. Значи све што е македонско, на друга страна е фотелјата. И овие сите ко слепи, ко не знам, ко издрогирани, ко магепсани, ја одбират фотелјата. И све забораваат. И македонска историја, дека мајка Македонија, дека се борели, дека генерации, дека дека е библиско, дека исконско име, така натаму. И фотелјата ја преферираат во однос на све оно што е македонско. За Зоран Заев некем да разговарам, мислам, човекот е морално непоправлив. Непоправлив случај таму. Значи ние вршиме притисок врз Мицкоски, бидејќи таму сметаме дека можеме да извршиме притисок да проработи македонскиот ген кај него, македонскиот инстинкт. Кој Зоран Заев нема шанса, рече дека СДСМ е мултиетничка партија, он е непоправлив случај. Па јас имав неколку пати обид на студенти да им објаснам зашто овој е толико катастрофален договор. Па слушате, каже, договор, Преспанскиот договор е договор или спогодба за проституција со националниот идентитет. Ти го проституираш, проституција, затоа што ти правиш трговија меѓу повисоки морални и идејни вредности со материјални користи, например корист од НАТО, корист од Европска унија и така натаму, распродаваш, да кажеме, националното достоинство за материјална корист. Распродавање на достоинството за материјална корист се нарекува проституција. Гледате, професоре, имаме една апсурдна ситуација. Овие што гласа за Северна Македонија, или што се за Северна Македонија, они толку пежоративно, толку навредливо се однесот кон македонците кои зема бугарски пасош. Ги смееваат, критикуваат и велат, вие признавате дека имате
бугарски корени, зошто? За да добиете бугарски пасос со кој ќе работите во странство. А тие на крај го направи истото, дури го направи и полошо. Прифати име Северна Македонија исто за економска корист, односно за бенефит. Јас мислам дека во македонски случај се работи за културна регресија. Тука постои еден процес на културна, да кажемо, ентропија, која доведува до акултурација, значи посложени социолошки феномени, кои доведува до целосен губиток на систем на вредности. Значи, ако било кој од тие луѓе од СДС партија, нели, прашаме што е тоа морал, тој не би можел да на некој начин формулира што е тоа етика, што е морално, што е добро, што е лошо, бидејќи тој всушност сите негови категории се формулирани преку категорија на корист. Значи, тоа е, dakle, радикален утилитаризам, радикален макијавелизам, кој за жал постои кај они другите таму од Мицковски, кои со така макијавелистички ќе каже јас ќе продадем името или нема да го дирам името 100 години, само јас да бидем да добијам фотелја. Ајде да направиме мини анализа на сите луѓе на Зоран Заев и сите луѓе на Христијан Мицковски, односно најблиските луѓе на Зоран Заев и најблиските луѓе на Христијан Мицковски. Во групата на најблиски луѓе на Зоран Заев во структурите на СДСМ се техничкиот премиер Оливер Спасовски и генералниот секретар господинот Љупчо Николовски. Оливер Спасовски има исклучително интересна кариера. 2003-2004 година влегува во конфликт со Бранко Црненковски, во тој период тој е член на претседателството на СДСМ, а 2005 година кога Владо Бучковски стана лидер на СДСМ, Оливер Спасовски избра на функцијата организационен секретар. Еден од конфликтите, или една од клучните причини за конфликти помеѓу Бранко Црненковски и Владо Бучковски е токму Оливер Спасовски. На еден состанок кој трае во или се одржува во тој резерват во Јасен или во ловиштето во Јасен, кај што присуствува најтесното раководство на СДСМ, кај што треба да се смират Бранко Црненковски, тогаш претседател на Република Македонија, Владо Бучковски, тогаш премиер на Република Македонија, лидер на СДСМ, тема на разговор е Оливер Спасовски. Клучната замерка на Бранко Црненковски од Владо Бучковски како може да ги враќа во партијата кадрите кои тој претходно ги има исклучено или претходно ги има сменато тие позиции. Еден од тие кадри или еден од тие личности е токму Оливер Спасовски. Гледате, Оливер Спасовски го преживува Бранко Црненковски, успева да се спои со Зоран Заев, се спојува преку госпоѓата Ивановска, која е една од клучните играчи на Зоран Заев по струмичка линија, сега секретар на Собранието на Република Македонија. Таа близина на господјата Ивановска и Оливер Спасовски е клучна. Оливер Спасовски дојде да биде дел на тимот на Зоран Заев, станува генерален секретар, подоцна министар за внатрешни работи и во техничката влада која требаше да ги спроведе изборите 2016 година и после политичката влада на Зоран Заев и сега технички премиер кој треба да ги спроведе следните избори. Гледате каква политичка кариера прави Оливер Спасовски. Успева да ги преживе и Бранко Црненковски, и Владо Бучковски, сега да е најлојален соработник на Зоран Заев. Да не ви останам должен што е договорено во ловиштето Јасен на таа средба 2005 година помеѓу Бранко Црненковски и Владо Бучковски. Ги закопуваат ратните или војните секири, меѓутоа Бранко Црненковски никогаш не му простува на Владо Бучковски, бидејќи враќа во партијата луѓе кои Бранко Црненковски претходно ги има елиминирано. Бранко Црненковски дочекува Тито Петковски да направи политичка партија, односно го стимулира Тито Петковски да направи политичка партија. Тито Петковски прави таа политичка партија на 29 ноември 2005 година и на изборите на 5 јули 2006 година, гледате повторни избори јули, некаде јуни 2006 година, кога многу тесно победува Никола Груевски, токму гласовите на Тито Петковски кои се одземени од Владо Бучковски се пресудни Владо Бучковски да не може да формира влада. Че Бранко Црненковски привремено ги смирува тие односи со Владо Бучковски на таа средба во ловиштето Јасен 2005 година, никош не му заборува поради Оливер Спасовски и поради Оливер Спасовски Владо Бучковски губи изборите 2006 година. И втората личност од најголема доверба на Зоран Заев во структурите на СДСМ е Љупчо Николовски со потекло од Крива Паланка. 2003 година кога Зоран Заев победува на конгресот и станува нов лидер на СДСМ, Оливер Спасовски станува нов генерален секретар на СДСМ, Љупчо Николовски е избран да биде шеф на кабинет на Оливер Спасовски. Од функцијата шеф на кабинет на Оливер Спасовски, подоцна Љупчо Николовски станал шеф на кабинет на Зоран Заев после 2017 година која е формирана првата политичка влада на Зоран Заев, тој станал министер за земјоделство, се е генерален секретар на СДСМ и клучен човек на СДСМ кој ги врши тие теренски работи и треба да придонесе СДСМ на терен да може да го порази ВМРО ДПМН. Клучен играч е Љупчо Николовски. Љупчо Николовски за прв пат го запознав некаде пред 10-15 години кога работи во фирмата која има формирана поранешната директорка на Агенцијата за приватизација Верица Хаджи Василева Марковска, а тамо ко собственик се наоѓа Ванчо Узунов, кој еден временски период беше подпредседател на СДСМ, еден од клучните играчи на Радмила Шекеринска и на Бранко Црненковски. Љупчо Николовски де факто е човекот кој 2011 година му се спротивставува на Бранко Црненковски. Гледате, сите луѓе
кои се од најголема доверба на Зоран Заев, во еден временски период му се спротивставиле на Бранко Цренковски. 2011 година Лјупчо Николовски не е ставен на добитна позиција на тие парламентарни избори кога Никола Груевски тесно го поразува Бранко Цренковски, тој е период на затварање на еден телевизија така натаму и организира протест и отпор во рамки на Источна Македонија. Помогна Дејан Ампев, кој е председател на општинската организација на СДСМ во општина Кратово, и тие се обидува да ги сменат листите во последен момент. Значи, сегашниот генерален секретар на СДСМ Лјупчо Николовски 2011 година сака да му направи пуч на Бранко Цренковски и бидејќи не е задоволен дека на тие листи во третата изборна единица тој не е ставен на добитното место. И тоа е суштината. Луѓето кои се сега најлојални на Зоран Заев или се најблиски соработници на Зоран Заев, во еден временски период биле во конфликт со Бранко Цренковски. Затоа денес луѓето на Бранко Цренковски, а веројатно и самиот Бранко Цренковски, работат и му помагат на Христијан Мицковски. Зошто? Бидејќи со помош на Христијан Мицковски сака да го симнат од власт Зоран Заев во врвот на СДСМ. Тоа е суштината на сите овие рекомпонирања. Сафет Бишеваc, сите тие приказни на луѓе блиски на Бранко Цренковски или луѓе блиски на Горан Минчев, бидејќи нивното збирно место или штабот кај што делувате кафичот на Горан Минчев во близината на трговскиот центар Рамстор или во составен дел на трговскиот центар Рамстор се креираат тие политики. Тоа е една група 10-15 луѓе, како ги нарекуваат бранковисти, кои се незадоволни од работењето на Зоран Заев. Зоран Заев на крајот на денот учени гледач успеа да се справи и со Никола Груевски, со Бранко Цренковски. Големиот Бранко Цренковски тоа тешко може да го поднеси и затоа ќе направи сега се со помош на своите луѓе да му помогне на Христијан Мицковски да победи на следните редовни или предвремени парламентарни избори. Сега самиот малку да се пофалам или да се направам реклама, од пред неколку дена или пред една недела почна со работа порталот од Центар. Правиме генерални проблеми, се уште тоа не е официјално, гледаме што поминува, што не поминува, се екипираме, набавуваме опрема, ангажираме луѓе, значи тоа ќе стартува некаде турбон за еден месец или месец и пол, некаде крајот на јуни, почетокот на јули, ќе се обидеме да наметнеме некои нови стандарди во македонското новинарство, нови стандарди во пишените медиуми, посебно во порталите, бидејќи со мислите во Центар веќе наметнавме во тоа видео или телевизиско новинарство одредени стандарди кои се клучни изминатите 20 години. Првата вест која беше објавена на тој портал дека Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, не е сменет од позицијата прв човек на Републичкиот изборен штаб. На таа функција тој избор некаде ноември минатата година, значи после 3 или 4 месеци без одлука на извршниот комитет, Игор Јанушев е сменет од таа функција. Христијан Мицковски на тој начин тивко и без да се прават одредени таламбаси го сменува својот клучен играч од прв човек на Републичкиот изборен штаб. Ние контактиравме или разговаравме со господин Јанушев, тој ни потврди таа вест. И знаете што е чудно, почитувани гледачи? Игор Јанушев и понатаму е генерален секретар на ВМРО-ДПМН, значи клучен теренски играч. Кога вие сте клучен теренски играч, ако сте сменет од прв човек на Републичкиот изборен штаб, тогаш нешто не штима. Тоа значи дека Христијан Мицковски не е задоволен од организацијата или организационата работа на ВМРО-ДПМН на терен. Затоа го менува Игор Јанушев од прв човек на Републичкиот изборен штаб. И самиот Христијан Мицковски ќе обавува таа функција. Бидејќи Христијан Мицковски не е носител на листа во ниту една изборна единица или е така наречен шпицен премиер, тој ќе биде и прв човек на Републичкиот изборен штаб. До сега не бил прв човек на Републичкиот изборен штаб, беше заменик на Спире Ристевски на изборите 2016 година кој ВМРО-ДПМН ги изгуби, на изборите 2017 година кој исто така ВМРО-ДПМН ги изгуби и беше носител на листата во град Скопје, кој беше катастрофално поразен. Значи 3 изборни порази има Христијан Мицковски во својата кариера, вклучително со претседателските избори минатата година, кој има сега 4ти пораз, тоа веројатно ќе значи крај на неговата политичка кариера во врвот на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа помина незабележливо дека Игор Јанушев е сменет од функцијата прв човек на Републичкиот изборен штаб. Ако ВМРО-ДПМН добро работи на терен, тогаш нема никаква причина генералниот секретар, кој е прв човек на Републичкиот изборен штаб, така тивко под завесата или под маса да биде сменет, јавноста да не биде информирана и ВМРО-ДПМН да се прави дека се е во најдобар ред. Всушност Христијан Мицковски како да расчистува со структурата на Игор Јанушев. Структурата на Игор Јанушев де факто е структура на Миле Јанакиевски, бидејќи Миле Јанакиевски имаше секоја желба да биде генерален секретар на ВМРО-ДПМН, а поради ипсилон причини, а тоа се судските процеси, никош Миле Јанакиевски не можеше да биде генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Еден од неговите најблиски соработници, тој Игор Јанушев, беше избран да биде генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Многу мина во ВМРО-ДПМН вида дека постоеле два изборни штаба или два политички штаба. Еден кој е под контрола на Никола Груевски, кој работеше во Палома Бјанка додека Никола Груевски не ја напушти Република Македонија, вториот работеше во Белата палата на улица Христо Татарчев. Врската помеѓу тие два изборни штаба бил токму Игор Јанушев.
Менувањето Нигоре Јанушев кажува дека нешто се случува врвот на ВМРО ДПМН. Што се случува, ќе видиме во наредниот период. Се ќе спомним уште една личност, тоа е Панче Тошковски. Се сеќавате на афера со адвокатските договори кои Христијан Мицкоски како претседател или директор на Елен Република Македонија или Електрани на Република Македонија ги имаше направено со адвокатот Панче Тошковски. Панче Тошковски е кум со Игор Јанушев. Всушност во извршниот одбор или во најтесното раководство на луѓе околу Христијан Мицкоски има тројца играчи кои се во кумовски односи. Тој Игор Јанушев, тој Димитар Димовски и тој е Панче Тошковски. Еден на друг се кумови. Таа структура најмногу работеше на терен за избор на Христијан Мицкоски за прв човек на ВМРО ДПМН на конгресот во Валандо. Кога сега расчистува со Игор Јанушев, тогаш Христијан Мицкоски расчистува со таа структура. Таа е многу битна структура. Таа структура многу знае за Христијан Мицкоски. Мора многу мака да има Христијан Мицкоски да расчистува со таа структура. Можеби истрагите околу тие адвокатски договори на Панче Тошковски и Христијан Мицкоски се дојдени до одредена фаза кога може да се процесуират. Не знам што е суштината, не знам што е причината, меѓутоа нешто има во врвот на ВМРО ДПМН. Панче Тошковски од друга страна е линк на Христијан Мицкоски со госпоѓата Ленче Ристовска која беше дел на тоа специјално јавно обвинителство. Ленче Ристовски и Панче Тошковски се неколку пати снимени на јавни места. Всушност Панче Тошковски ги обезбедуваше информациите од специјалното јавно обвинителство кој е на адреса на Христијан Мицкоски. Ако сега Христијан Мицкоски расчистува со таа структура на 1 или 2 месеци пред изборите, можеби одредени работи во врвот на ДПМН да трнат во одреден правец, во одреден несакан правец за Христијан Мицкоски. Времето ќе покаже дали овој ковартиран потез на Христијан Мицкоски да рачици со структурата на Игор Јанушев е добар или лош. Да не заборавиме и Панче Тошковски и Димитар Димовски, кои заедно со Игор Јанушев се таа кумовска тројка во врвот на ВМРО ДПМН, се во блиски релации со Милјана Кевски, работеле во Министерството за транспорт и врски по мандатот на Милјана Кевски. Дел од нив се спомнува како совласници на тие мали хидроелектрани, кај што совласник беше и Христијан Мицкоски. Значи тоа се луѓе од најголема доверба на Христијан Мицкоски. Од друга страна, Панче Тошковски, неговото име се спомнуваше на фонот на таа афера Меркатор. Во рамки на таа афера Меркатор во затвор беше ставен поранешниот директор на државната безбедност Слободан Богоевски. Панче Тошковски тогаш на еден чуден начин го напушти Министерството за транспорт и врски, кои ли причините не знаеме, но во еден временски период тој имаше адвокатски ангажман и во рамки на општина Струмица, кога градоначелник на општина Струмица беше Зоран Заев. Гледате, тие врски помеѓу Христијан Мицкоски и Зоран Заев се многу силни, почитувани гледачи. Дури јас си го поставам прашањето дали Зоран Заев, ако победи на следните избори, нема да биде првиот човек кој ќе се обиде да го спаси Христијан Мицкоски, да му понуди да биде коалиционен дел нивната политичка влада во Република Македонија. Значи, тие врски, тие луѓе кои ги спојуваат Христијан Мицкоски и Зоран Заев е многу голем. Всушност Христијан Мицкоски и Зоран Заев секогаш соработат помеѓу себе. На Зоран Заев не му одговара друг лик да дојде на чело на ВМРО ДПМН. И Зоран Заев ќе направи све. Дали ќе победи или ќе изгуби на изборите, да го држи или да го помага Христијан Мицкоски во врвот на ВМРО ДПМН. И да е завршено приказната со ВМРО и СДСМ и луѓето од доверба на Зоран Заев или на Христијан Мицкоски. Панче Тошковски, односно спругата на Панче Тошковски, е прва братучетка со газдата на Пелистерка. Пелистерка е дел на случајот Империја. И всушност Панче Тошковски е човекот кој го врзува случајот Империја и обидите да биде срушено СЈО до Христијан Мицкоски. Од друга страна е Венко Филипче, секојаш ваеше за човек на Радмила Шекеринска, меѓутоа сега на последните анкети, точни или неточни, не е битно, че само ги анализирам тие анкети, има доверба од 82 и 78%. Зоран Заев е човек кој не поднесува во своја близина да има луѓе со тако висок рейтинг. Венко Филипче во овој момент, колку и да му носи политички поени на Зоран Заев, во пресред на предвремените редовни парламентарни избори, на еден среден рок може да му биде опасност на Зоран Заев. Значи, човекот кој така се справи со коронавирусот, кога 82% или 72%, тоа се анкети кои се направени во изминатите 30 дена, на првата анкета 82% од македонските граѓани има позитивно мислење за работата на Венко Филипче, на втората анкета која исто така објавена на Сител телевизија, 78% од македонските граѓани има доверба во работата на Венко Филипче, тоа може да му донеси голем бенефит на Зоран Заев на следните избори, меѓутоа среднорочно и долгорочно го прави Венко Филипче сериозна опасност и сериозна закана за лидерската позиција на Зоран Заев во врвот на СДСМ. Они видат вака, суштината на политичката партија да дојде на власт. Да, се согласувам во еден дел. Но за мене многу поважна е суштината на политичката партија да биде спроведување на идеологија во која вие верувате. Ако таа идеологија е национална идеологија, тогаш таа на енти степен многу поважна од освојување на власта. Инаку по логиката да се освои само власта,
многу партии, од комунистички партии, не знам, кои се бореле за права, за труд и така натаму, па лежеле по затвори, до националистички партии, гледате што се случува, не знам, во Шпанија, со Баскија, не знам, Ирска и така натаму, те не би функционирале, би ги продале националните интереси за една червена, или за две червени што правевме за ваканција со бугарките. Испаѓа дека суштината на политиката вие да дојдете на власт. Ами ако суштината на политиката да се дојде на власт, зашто сме поразличени од Сталин кој со сила, со гулази, со било што друго останувал на власт со ништо, значи ако тоа е самата суштина на политичко делување. Тука постои уште еден елемент, мислам кој јас го гледам, а тоа е народот всушност кога му се објаснува дека тој правниот идентитет или идентитет на народот е високо во таа хиерархија на вредности, всушност не може да разбере, да кажеме, дека тука постои некои државотворни елементи. И всушност се сомневате дека постои државотворни елементи, така? Не, дека во македонците не се државотворен народ, тоа сакав да кажам. Да, професоре, на 7-8 место е прашањето на името со 5%. Со 5%, да. Ај ви да ги лажирале анкетите. Он не може од 50% да го намали на 5, може од 10 да намали на 5. Значи ние како да ни олесна што некој будала го смени името. Со некој предавни го како да ни олесна, еве не сме. Еве ние на референдумот не дадовме. Како Мицкоски едва да чекал тие 8 протеници да ги даде, да. И он ќе олесне таа сега, тој заврши нешто лошо. Он вика сега ништо нема да менува. Камени падна, не сме ние, овој го реши. Името, каже он е предавник, јас сум патриот и готово. Ние ќе дојме на власт, Македонија вика сега ќе си земе на пасошче, ќе одам да работам во Германија. Па ако е толку искрен човек, ово е разочарувачки нека го раскине. Еве ти викаш овој договор не ми чини. Јас на пример од овој брак не сум задоволен. Ако не сум задоволен од брак, јас ќе го раскинем бракот. Ти раскини го Нема на дебата со заев му поставам едно прашање. Што ќе правите со преспанскиот договор? Вика 40 пати одговорив, не сакам сега да одговорам. Од телевизиска дебата на лидер на опозиција. Тоа е срамота, мислам. Срамота, апсолутно. Значи просто ја мислам дека Мицковски ако стварно честен човек, ако се разликува од Заев, нека го вети тоа дека кога ќе дојде на власт, ќе го раскине со дипломатска нота и тоа е една нота што за 15 минути секој студент може да напише и да испрати Обединетите нации до Грција. Во моментно објавување стапува на сила, значи стапува веднаш на сила. Не чекаме да се собере двотретинско мнозинство или да судот се прогласува за ненадлежен, на пример ако имаме таму повеќе албанци и СДСМовци, тој ќе земе па ќе рече ние не сме надлежни, за тоа било прашање надлежно влада. Сега ќе убедува дека е безбедносно прашање, но не меѓународно безбедносно прашање, туку внатрешно безбедносно прашање. Тоа не е релевантно, само битно како од меѓународно. Да, сега тоа ќе убедува. Ако ние пратиме нота, тогаш безбедносно ќе се дестабилизира Македонија и ќе се распадне, нели така, тоа се распаѓа у светот. Ние немаме полиција, немаме војска, немаме институции, немаме ништо. Било кој ќе дојде, ако не го сакаме договорот, они ќе ни направат војна, нели, ќе ни поделат Македонија, тоа се тезите кои ни се кажуваат сега. Па сега овој веќе изгледа ДПМН доби можеби некоја порака од Грција, дека они исто така би сакале да се прави ревизија на договорот. Грција. И сега според некои информации, ако би овој дошол на власт, всушност на него би му било понудено нешто, а всушност се работи за тоа да сите македонски елементи во таа преспанска треба да се доуништат. Тоа е најлоша варијанта ова што зборите. Да. Ако Мицотакис, да. Му понуди на Мицкоски, односно Мицкоски прво треба да стане премиер. Така е, да. Нели? Па тоа е сегашниот план, да. Да. Ако Мицкоски стане премиер, а Мицотакис му понуди нешто на Мицкоски, некое мало отстапување за Мицкоски да може тоа да го продаде ко подобрување на договорот штетен кој го има направено заев, тогаш двете политички партии во Република Македонија ќе имаат ставено свој параф. Да, и ќе зацементира се. На договор, да. Бетон ќе биде. Бетон ќе биде, пак тоа може да се среди доколку има политичка волја. Мислам, сега името таму е македонски јазик, многу му сметало на тој Мицотакис и исто така уште на некој место се протекнува во договорот македонски. Сега целта на анекс 1 на договорот е да се што е македонски елиминира од договорот и со тоа да се направи нова варијанта на договорот во која нема да биде дозволено ниту на македонците на улица да зборуваат дека се македонци и така натаму. Значи комплетна една како со денационализација се направи. Сега, мислим, Мицковски можеби мисли дека ако влезе во новите преговори, дека ќе кари нешто ново и дека нешто ќе промени на подобро. Сега јас би му порачал расипана кола не се вози или се поправа, него се носи на отпад. Оти сега ти ако сакаш да ја подобриш и повторно влезеш во новите преговори со Грција за анексот,
ќе поминеш уште полошо од ова што го имаш сега. Значи, исто како што е многу подобро фирм од Северна Македонија, која Ние објективно можеме само полошо. полошо може да, он сега се нафатил на таа јадица и затоа не заборува. Дали ќе имаме избори во јуни и во јули? Прво треба да одговориме дали имаме коронавирус. Знаете, луѓето кои ги подгреваат тие шпекулации, тие моабети, тие настапи во јавноста дека ова не е ништо, дека ова е лага, дека нема коронавирус, одеа во теретани, ги поддржува литиите во струга. Сега велат не сакаат да станат премиери, бидејќи не сакаат да бројат мртви во текот на изборната кампања. Значи треба да одлучите, почитувани гледачи, треба да одлучите, господине Мицкоски, има или нема коронавирус. Ако има коронавирус, тога нема што да одите во теретана. Ако има коронавирус, нема да одите првиот ден кога ви е завршен карантинот да се сликате како пред Великден на Велики петок, палите свеќа во црквичката на Смилковско езеро. Значи, ако нема коронавирус, ќе одите на избори. Ако има коронавирус, тогаш не можете да дојдете во теретана или да палите свеќа во црквичката на Смилковско езеро. Бидејќи ако ги правите двете работи, тогаш сте нерелевантен политичар и несериозен политичар. Политичар кај што зборот не му тежи ни 2 дена. Или има корона, или нема корона. Ако има корона, нема избори. Ако нема корона, тогаш има избори, но вие не може да го правите тоа што го правевте во црквичката на Смилковското езеро и во тие лити, подржување на тие лити во струга и одење во теретани. Второто прашање е колку калкулирањето ќе биде во корис или на штета на ВМРО ДПМН. Ние имаме еднаш веќе такво искуство од 2011 година. Бранко Царенковски преку Јовановски Шема, кој тогаш е подпредседател на СДСМ, во собрањето на Република Македонија отварат аферата Патриотска метла. На тапет Елизабета Канчевска-Милевска, која е министерка за култура. СДСМ после долго време се доближува со рейтингот до ВМРО ДПМН. Тоа е крај на 2010-2011 година. Се отвара аферата со А1 телевизија, СДСМ е во сериозен налет. Бранко Царенковски бара избори, Никола Груевски не ги дава изборите. Никола Груевски оди на она средба, легендарна средба со Џо Бајден и со Хилари Клинтон во Вашингтон, поминува така како што поминува, односно поминува лошо, се враќа во Република Македонија и тој бара предвремени парламентарни избори. Бранко Царенковски кој претходно бараш избори почна да калкулира бидејќи тој не беше кандидат за премиер од редовите на СДСМ, туку беше Радмила Шекеринска. Бранко Царенковски направи све со тие калкулации, тогаш беше сменет од позицијата прв човек на ДИК Александар Новаковски, се пролонгира изборите и ВМРО ДПМН победи на тие избори. Сегашното калкулирање на ВМРО ДПМН може да се свати како страф од изборен пораз на Христијан Мицкоски. Затоа велам, во тоа калкулирање мора да се најде мерката. Мерката треба да се најде помеѓу фактот дека ВМРО ДПМН смета дека колку ќе се пролонгират изборите, економската криза ќе го намалува рейтингот на Зоран Заев и на СДСМ, и втората крајност, ако ВМРО вака калкулира, може да се стекне впечаток кај јавноста дека се плаши од изборен пораз. Никош не сум коментирал црковни прашања, почитувани гледачи, па тоа нема да го правам ни сега, нема да ја коментирам, оние настани во Струга поврзани со литијата, поврзани со празникот Свети Ѓорги. И тоа Струга е индикативна од еден друг аспект. 2004 година во Струга се тие најголеми протести, кога едва испасува глава Владо Бучковски, тогашниот генерален секретар на СДСМ Никола Крчиев, маса на народ во Струга ги опкружи или ги затвори во партиското седиште на СДСМ Владо Бучковски и Никола Кирчев. Едва и со хеликоптер ги извади од Струга, ке беа линчувани, ке беа масакрирани. И сега Струга се јавува како одредено жариште каде што може да се јават одредени проблеми. Ако интервенираше полицијата во Струга, тоа ќе беа сериозни проблеми. Не треба да заборавите дека Струга е бастион на Зоран Верушевски. И 2004 година и сега ја гледам раката на Зоран Верушевски. Зоран Верушевски е роден во околината на Струга, на самата граница помеѓу Република Македонија и Република Албанија. Секогаш Зоран Верушевски имал силни линкови, силно упориште во Струга. Па дури некаде пред 30 или 40 години кога се руши комунизмот во Република Македонија, тој конфликт помеѓу Октиси и Вевчани. Повторно тајните служби правеа конфликт да ја срушат македонската влада. Значи тоа што се случи со литијата во Струга е апсолутно режирано. Не велам од верниците. Верниците си го прават тоа што си го прават во сите верници во Република Македонија. Имаат право да си ги изразат своите верски чувства. Тоа го правеа лани, преклани, ќе го прават и наредната година. Значи тој дел јас не го коментирам, не го анализирам. Го анализирам фактот на политизирање на целиот случај. А кога се политизират работи во Струга, тогаш раката на Зоран Верушевски секогаш е многу долга. И гледате колку е кревка позицијата на Христијан Мицкоски да не сака да оди на брзи предвремени избори. Дека имавме брзи предвремени избори кои беа закажани или беа најавени на 12 април и се одложија, сега треба само да се продолжи тамо кај што се застана. Венко Филипче тука може да одигра одредена улога да ги пролонгира изборите. Ако Венко Филипче се обиде да ги пролонгира изборите, тоа значи дека Венко
Филипче работи во одредена политичка агенда, може би се гледа како еден лидер на СДСМ. Од друга страна, ВМРО ДПМН, ако ги поддржува тие настани во струга, тога со кое право може да каже дека не се подготвени или нема услови да се спроведат предвремени избори, ако може да се спроведат одредени литии, ако може да се оди на чествување, ако може да се пали свеќи во Смилковското езеро, Црпичката, ако може да се оди во теретана, тогаш може да има избори во Република Македонија. Гледате, тоа е кога сте кратко види во политиката, кога не размислувате 5 чекори понапред, кога своите лични задоволства и ситни политички поени се обидувате да ги реализирате не мислејќи на одредена слика или одредена политика која треба да реализирате за 1 или 2 месеци. На ВМРО ДПМН се сеќавате на она емисија како се љупеше кромедот, уште тогаш ви кажав, доаѓате ме критикувавте. Уште тогаш ви кажав дека СДСМ ќе оди на брзи избори, СДСМ ќе инсистира на брзи избори, а ВМРО ДПМН ќе се обиди колку е можно повеќе да ги пролонгира изборите, бидејќи не има одговара како што сега стојат работите, СДСМ е во предност, води на анкетите. Дали ќе победи за 1 или за 2 месеци, јас не знам, меѓутоа во моментот СДСМ е во предност, на ВМРО ДПМН има одговара да се пролонгират изборите и кризата да работи во корист на ВМРО ДПМН. Кризата е евидентна. И во Македонија ќе има криза, ќе има секаде во светот. Затоа во најголем дел владите кои треба да спроведат избори се обидат тоа да го направат до текот на јуни или во текот на јули. Ако тоа се различи до октомври, ноември, тогаш нивниот рейтинг ќе падне. Ако сега довербата во Венко Филипче е 82 и 78%, тоа значи дека огромен дел на македонските граѓани под импресија на справување со коронавирусот би гласале за македонската влада, би гласале за СДСМ. Тоа не значи дека за 1 или за 2 месеци ќе гласа. Затоа ВМРО ДПМН се обидува да ги минимизира тие работи, да ги различи тие работи, да има избори некаде во есен, крај на август, почеток на септември и на тој начин таа економска криза да им донесе дополнителни политички поени. Тоа е суштината на сите овие работи кои се случуваат сега во Република Македонија. Посебно што сега позицијата на Грција е многу подобра колку пред 1, 2 или 3 години. Сега Грција станува клучен сојузник на американците во Источен Медитеран и на Блискиот Исток. Тоа е точно сега, они се поврзани со Египет, Грците и со Израел и другите фактори, значи сите тие фактори, мислам, не ни одат во корист. Не одат во корист, тука има една, да кажемо, анализи и така натаму геополитички поврзаност на Грција со тој дел од светот. Така да не би, него тој мора решително да пресече, значи нема ревизија. Ако правиш ревизија и Бугаријант може утре да каже правиме ревизија, се да направиш тука да е бугарско и сутре според тој анекс да можеш да влезеш и во сојуз со Бугарија, мислам, или да влезеш во федерација со Бугарија, мислам. Бидејќи Заев е непоправлив случај, не. Сега све е на картата на Мицковски. Се е на картата на Мицковски. Заев е случај просто што има една, да кажеме, системска омашка или има некаков проблем во личноста кој не е поправлив и израз е една, како се зове, комплетна културна ентропија, значи. Јас мислев ќе кажува тешко ми беше, морав ова да го направам, барем малце да одглумеше дека му е тешко. Он се смета. Он сега се горде со тоа, мислам. Он е горд. Он е горд, да. Јас вака седам го слушам да. И викам не, овој Заев сигурно некој се маскирал во него, како со овие разговори со панкратите што ги правеше во Русија, некој се маскирал или некој во негово име збори. Пак уште еднаш го гледам, трет пат го гледам. Не, он е горд. Гордина, тоа значи тоа е човек значи кој просто има некакви потешки лични проблеми. Сега не би на телевизија што не е битно. Меѓутоа, мислам, секој што од надвор гледа таква една фигура, мислам, може веднаш да заклучи дека во најмала рака се работи на човек со проблематичен морален интегритет, Значи сега Мицковски има избор. Ќе биде Заев број 2 или ќе биде македонски патриот. И тој ќе биде ставен пред чист избор, пошто новиот, да кажем, аранжман врзан за Преспанскиот договор ќе бидат трговски марки, робни марки, брендови, сите трговски брендови, а после тоа и културни брендови се планираат да бидат сменети и да бидат отстапени на Грција. Значи сега, професоре, колку што добро ве разбирам, американците и меѓународната заедница ќе прават проценка. Дали Мицковски ќе може да го извози тој процес, да стави подпис на Преспанскиот договор, па да го прават нов премиер, или ќе го процена дека е и тој нестабилен, па Зоран Заев ќе го заврши целиот процес и ќе остат него за премиер. Така да ве разберам. Па јас мислам дека на некој начин не би јас можел овде да давам некои совети, меѓутоа јас лично кога би се нашол во неговата кожа, јас би објаснил јасно дека тој идентитет кој македонците го чувствуваат како отуген,
не може надолга Октруиран, а и на некој начин неприфатлив, затоа што наметнати су преку договор на македонецот што не може да се наметне, значи тоа е први експеримент од таква врста. Значи на долг период тој не може да успее никаде во светот. Ја и татко ми има различен идентитет. Не. Јас сум роден во Скопје, татко ми е роден во Егејска Македонија, односно Северна Грција, Грција како да рече. И ние имаме значи различен идентитет според Преспанскиот договор. Тоа не е срамно. Тоа е илогично. Тоа е дебилна работа. Тоа е надвор од секој. Значи јас не би настанал ако татко ми не ме направил. Татко ми има различен идентитет од мојот, бидејќи ме направил на друго место. Ако ме направил во Грција, ќе имам исти идентитет. Ако ме направил или сум се родил во Република Македонија, значи ќе имам различен идентитет. Тоа е апсурд пар екселанс. Да, тоа се големи апсурди. Тоа е значи договор што е според стручници од меѓународно право и неприменлив договор. Значи тој нема шанса да се спроведе во дело, ниту да може еве сега овој проблем со Мизраки покажува дека ние утре ќе плаќаме казни ако чувствуваме како македонци. Значи тој ограничува лични права, лични чувства, јавен морал против јавен морал во Македонија. Не е логичен. Ја сменија жената за една табла. Сменија жената за една табла. За една табла. А и она се, мислам ајде да не анализирам, ја сменија жената за една табла. Сега утре, ако ти си прифатил да ја смени за една табла, тоаш Грција ќе ги менува за дома што збора, значи. Ќе ги менува сите министри, пошто еве нека дојде тој нека стави сите табли пред секој министерство, е Мицковски утре ден доаѓа и пред секој министерство со Република Македонија. Па така не тужево или Совет за безбедност или Меѓународен суд за правда за непочитување на договорот. А што сите нивни табли уште во Грција стојат Скопје, тоа никому ништо. Но тоа може да биде основ за раскинување на договорот. Добро, професоре, како да го дефинирате едно однесување на македонскиот народ кој вели знаете, ние сме мали, ситни, немаме сила, не се согласуваме со овој договор, ама еве се случи, се направи, што можеме ние да направиме? Еден таков дефетизам. Страшно дефетизам, туку се работи за обичен договор. Секој договор од памтивек може да се раскине. Не е створил, да кажем, човекот во своја цивилизација договор што не може да се раскине. Овој посебно прво е нелогичен, неприменлив, противен на неусходни норми, настана под уцена и притисок. Секој договор што настана под уцена и притисок. Потоа се дури занемарија и технички детали, пошто според спогодбата се требаше да биде завршено пред 1 јануари. Беше завршен тоа е битно во меѓународно право, кога се рушат нели тие да кажеме датуми, тоа влијае врз валидност на договорот. Ти можеш да го раскинеш. И по таа основа. И по таа основа дури тој од најобични технички детали, сите рокови се пречекорени. Тоа кај нас нема никаква врска. Кај нас функционира во меѓународно право, тоа може да биде основа за раскинување. Изминатите 10 дена бе објавени две нови аудиобомби поврзани со Зоран Заев и со Христијан Мицковски. Прво беше објавена бомбата за Христијан Мицковски. Тоа е одредена средба во неговиот кабинет на Зоран Милевски Кичец, еден од главните актери во аферата Рекет, Христијан Мицковски и неговата поранешна блиска соработничка Слободанка Алексовска, која е сега директор за човечки ресурси во Систина, односно во болницата на Орце Камчев Аџи Баден Систина. Во тој телефонски, односно во таа телефонска бомба кај што е снимен тој разговор кај што учествува Слободанка Алексовска, Христијан Мицковски и Зоран Милевски Кичец, всушност се негира тврдењето на Христијан Мицковски дека немал никаква средба со господинот Зоран Милевски Кичец. На таа средба тој бара помош од господинот Милевски Кичец да му помогне на локалните избори во Охрид. Гледате како таа афера Рекет се распарчува кон Мејорот Сапуница. Сеќавате нова интервју со Ларис Гајзер, ви реков дека тој е новинар на мафијата и на вистина сега времето само ги потврдува тие мои тези. Ке слушнете што му кажав на Ларис Гајзер. Оваа телефонска бомба или снимен телефонски разговор, односно аудио разговор од таа средба на Христијан Мицковски, Зоран Милевски Кичец и Слободанка Алексовска покажува дека Милевски Кичевец, Орце Камчев, целата таа структура интензивно работела преку аферата Рекет да се руши специјалното јавно обвинителство. Тоа не значи дека СЈО било добро, тоа не значи дека СЈО требало да обстои, но тоа само кажува дека на некого му сметало одредено СЈО, можеби подобро од ова СЈО, можеби поефикасно од ова СЈО, можеби помалку корумпирано од ова СЈО кој беше растурено и кој беше затворено и беше направено све. Христијан Мицковски сега нема аферата Рекет. Аферата Рекет требаше да биде клучна афера за рушење на Зоран Заев. Со таа телефонска бомба или тој телефонски разговор кој беше емитуван на YouTube каналот, всушност како Мејорот Сапуница се распарча аферата Рекет. Затоа Христијан Мицковски сега нема голем избор освен да работи на проектот Наке Ќулев.
Проектот Рашела Мизрахи пред 2 месеци беше пуштен из вода. Сега се работи на проектот Наке Кјулев. Наке Кјулев е дел на таа екипа на Завиша филм, всушност екипа која раководеше со Агенцијата за разузнавање во мандатот на Ѓорѓе Иванов. И сите овие настани со Гошинце, со Диво населје, Смилковско езеро, всушност на некој начин контраверзно се допираа до целата таа структура на Завиша филм. Днес се објавуваат одредени снимки за некои настани во Гошинце, се објавуваат одредени снимки за Смилковско езеро, се објавуваат одредени снимки за Диво населје, или што се случувало во сите тие 3 случаи, и таму името на Синиша Алексовски секогаш се посочува со право или не со право, не знам, почитувам гледачи, меѓутоа секогаш се посочува неговото име. Тоа е таа Завиша филм екипа. Таа Завиша филм екипа е во блиски релации со српските разузнавачки структури. Тие блиски релации со српските разузнавачки структури ние ги видовме во настаните на 27 април 2017 година. Нема бегање од тоа. Една за секогаш ќе мора да се расчисти, да се поделат тие две работи. Од една страна, тоа се големи протести, убави протести за одбрана на македонизмот, за одбрана на Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија, кои беа против тиранската платформа. Од друга страна е политичкото користење на тие протести од страна на Завиша филм екипата. Сега е веќе јасно, на сите им јасно дека Ѓорѓе Иванов требаше да воведе вонредна состојба, да се продолжи мандатот на таа влада и да се направи нова политичка конјунктура во Република Македонија. Не се успеа во тоа, почитувани гледачи. Времето ќе покаже дали тоа било добро или било лошо. Меѓутоа, ВМРО ДПМН во овој момент мора да игра на одредена националистичка карта. Дали тој им одговара на србите или не им одговара, ќе покаже времето. Меѓутоа сите тие играња на таа националистичка карта, тоа е случајот Гошинце, случајот Смилковско езеро, одредени работи кои се случуваат во Струга, одредено тензично најавување на одредени меѓуетнички конфликти во Република Македонија, всушност ВМРО ДПМН треба да покаже патриотизам. Бидејќи не може да покаже патриотизам на прашањето на името, бидејќи добие предупредување од американскиот амбасадор дека не треба да го отварат прашањето на името, единствена карта на која ВМРО ДПМН може да покаже патриотизам се меѓуетничките односи. Всушност таа коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, која 9 или 10 години владееше со Република Македонија и само под притисок на американскиот амбасадор господинот Бели не беше направена влада помеѓу тие две партии јануари 2017 година, е природна коалиција. Таа коалиција има блиски релации со Белград. Таа коалиција всушност е како Петок и Сабота, како Мирко и Славко. ВМРО ДПМН и ДУИ се природна коалиција. ДУИ и СДСМ не е природна коалиција. И ДУИ мечтаат како да се возобнови таа коалиција со ВМРО ДПМН. Нека направат све. ДУИ и ВМРО ДПМН направија да не се свика собранието со помош на Тала Џафери, таа коалиција да може да ја формира идната македонска влада. Колку ќе успеат во тоа, ќе покаже времето. И втората аудиобомба е всушност снимен телефонски разговор или снимен разговор со помош на мобилен телефон помеѓу Зоран Заев и Александар Верушевски. Тој разговор е објавен на порталот Инфомакс. Дека станува збор за разговор помеѓу Зоран Заев и Александар Верушевски, потврдува адвокатот на Љупчо Палевски Палчо, Васко Стојков. Тој на својот Facebook статус објави дека тие работи или тие 4 мали бомбичиња кои се објавени во Инфомакс се дел од еден подолг телефонски разговор, снимен разговор помеѓу Александар Верушевски, синот на Зоран Верушевски, и Зоран Заев во една кафана во близината на железничката станица, односно на стадионот во општина Струмица. Разговорот трае 2 сати и 36 минути. Од тоа што го напиша на Facebook статус од Васко Стојков, се стекнува впечаток дека тој има прислушана таа бомба, бидејќи 1 или 2 дена после тоа, после тој Facebook статус, тој се обреќа до Инфомакс и вели: "Зошто не ги објавите деловите?" Кај што Зоран Заев се фали за разговори со Никола Груевски и со Ага Ахмети. Гледате, објавени се 2 бомби за Христијан Мицковски и за Зоран Заев. Ова бомба за Зоран Заев, односно тој разговор на Зоран Заев со Александар Верушевски, може би е порака на Зоран Верушевски, на Александар Верушевски до Зоран Заев да исполни одредени ветувања кои ги има дадено кон фамилијата Верушевски. Ако се сеќавате, Зоран Верушевски на едно од рочиштата поврзани со рекет или поврзани со работењето на специјалното јавно обвинителство, даде одредени квалификации кои не му се допаѓа на Зоран Заев. 10 дена предпоставувам траеа тие договарања помеѓу Зоран Заев и господинот Зоран Верушевски. На крај Зоран Верушевски го смени својот став после враќањето на Зоран Заев во рамки на Република Македонија. Всушност, сега се водат тие подземни битки. Сега се ваќа позиција. Сегашната позиција на крајот ми се чини дека треба да резултира со спасување на војникот Трајан. А војникот Трајан е Јордан Камчев Орце. Тој е една од клучните фигури на македонската политичка разврска. Бугарите ќе направат све да го спасат војникот Трајан, односно да го спасат Јордан Орце Камчев. Па дури ово проблематизирање на идентитет, на јазик, на Гоце Делчев, јас го сваќам како притисок врз владата на Зоран Заев да го ослободи
од сите обвинувани Јордан Камчев за да може да се замени во Република Македонија. Красимир Каракачанов не крие дека ќе направи све господинот Камчев да биде ослободен од сите обвинувања во рамки на Република Македонија. Видите, политиката, почитувани гледачи, не е еднострана улица. Кога ги гледате тие работи, треба да ги гледате во некаков контекст. Контекстот овде е дека Зоран Верушевски му помога на Зоран Заев, но и помеѓу најголемите пријатели има одредени конфликти, има одредени интереси. Ако не се исполнат тие работи, тогаш може да се испрати одредена бомба. Таа бомба да биде објавена во Инфомакс, во портал кој е многу близок на Никола Груевски. Гледате како функционира политиката, нема црно-бело. Затоа внимателно следите за да бидете близко до вистината. Ова ми личи на некоја жена, нестрикно мажена, на сила таксана дадена, мажот некој пијаница, е крши отепање, пари не и дава, оди тамо се проституира, фаќа швалерки, и она века, види, може да биде полошо. Немам што да правам, ќе останам со него. Па таква логика имаат и овие тука луѓе во Македонија, бидејќи целосно се исплашени, потоа ви сакале јари и пари, и сакаш и во Европска унија, и сакаш да имаш повисок стандард, а од друга страна сакаш да ти остане идентитетот. Па не може сега ти јари и пари и да добиеш пари од Европска унија и пари од НАТО, или не знам, тие пари нема да доби од НАТО. Ако НАТО беше толку сакаше Македонија зачни, па можеше под Република Македонија. Не мораше да прифати. И под референца можеше. И под референца можеше тоа да го направи, да. Бидејќи имаше време на имаше време, да, можеше тоа да го заврши, мислам. Ако толку значеше тоа. Ако толку сме геостратешко битни, битно, безбедносно прашање, региони, така натаму. Јас не поценувам тој фактор, значи Македонија е битна. Меѓутоа, мислам ти целосно да занемариш македонскиот интерес, јас никогаш порано не кажав ни за телевизија ни во јавност нешто против НАТО. Од оној момент кога Столтенберг се јави после референдумот и да каже дека овој референдум успешен, јас целосно да кажем промени свој став и тоа мислам опште познато. Мислам дека се јас немам позитивен став во однос на НАТО. Иако јас бев на специализација 3 години во Америка, јас од 94-96 година 3 години бев на најсилни амерички универзитети и по меѓународни односи, по интелидженс бев и по меѓународно јавно право, значи помену Джорджтаун School of Foreign Service, Fletcher School of Law and Diplomacy, значи по меѓународно право бев и во Вирџинија Department of Foreign Affairs за обавештајни, да кажеме, работи кај што изучува. Значи јас сите тие работи ги поминав во САД и никогаш, како се зове, не видев, да кажеме, едно такво арогантно несување или нешто слично. Или, да кажеме, секогаш видов лидери, не гледав луѓе што сега ајде да се на некој начин одиме во амбасада на кафе, ќе служиме на султан до крај и така натаму и со тоа ќе добиеме фотелја за претседател на влада или министер и така натаму. Професоре, излезе амбасадорката Брнс на Сител телевизија со една изјава. Ги построи, ги искара овие молчатко ученичиња, ко деца кои се фатени мармалад да крада дома. Не смеа да гукнат. Па тоа е срамота. Јас веднаш би ја кажал на господја Брнс дека се очекува неја со 48 сати да напушти Македонија. Тако би бил мој одговор доколку бев министр за надворешни или премиер. А они барат мандат од македонскиот народ со ветување дека ќе се грижат за Македонија, ќе се грижат за македонскиот народ. До следната изјава на амбасадорката Брнс. Да, тоа е, мислам, срамота се добива печот дека за 180 степени Мицковски кој промовираше идеја за поништување, раскинување, анулирање, укинување договор, како сака да го наречеме, сега одеднаш се замолчи, а се работи за една, да кажеме, госпоѓа која е, да кажеме, джуниор дипломат, джуниор амбасадор, која нема никаква нити тежина, нити значај. Јас обично, например, ако ми барат, да кажеме, слушате овде во Србија со некои такви амбасадорчиња, не им давам никакво време или простор за да се сретам со такви. Добро, професоре, да финишираме на крај. Можеме да го спасеме името? Можеме тоа е едноставна работа, значи просто едноставно е ако сакаме. Ако сакаме, само е доволно да сакаме, да имаме политичка волја. Ако има политичка волја, се работи за раскина договорот по неколку основи. Тука значи имаме јускогнес норма, имаме непримененост, имаме дури и превара, дури имаме и уцена, дури притисок имаме. Сите елементи што треба да се за раскинување договор, дури пречекорување на датум. Временските оквири, да. Значи сите можни оквири. И ми имаме едно, да кажеме, голем простор за раскинување. 46 и 53 се најочигледни правни норми. Јас имам тука посоветено со повеќе луѓе од странство, значи сите тие изразија дека тоа со една нота, со една реченица може да се раскине.
Потоа друга работа, што би се случило по раскинување и како би се завршила целата работа, претпоставам во Генерално собрание. Доколку имаме доволен број членки да продолжат членството како Република Македонија, таа работа може да се заврши. А ако не поддржат, сме во лимбо ситуација? Ако не поддржат, постои класичен метод, кога не оди по политички пат, треба да се постави прашање до судот од Генералното собрание или Советот за безбедност, ако блокиран, до Меѓународниот за правда, дали како се зове ова ситуација со дополнителни услови од држава или не. Ако постои, да кажеме, една дискриминација од Обединетите нации, исто така се врзани со конвенција за дискриминирање. Не, со конвенција за односи со други организации и организации со државите. И има член 83 во таа конвенција од 75 година која забранува Обединетите нации да дискриминираат и по таа основа може они да бидат тужени со Обединетите нации. Ние имаме право да тужиме дека сме дискриминирани. Па јас се залагав уште од време на Киро Глигоров тој да стане како се зове потписник на таа конвенција. И сега пошто не сме ние потписници на таа конвенција за односи со меѓународни организации, меѓу самите организации, тогаш 85 година, тогаш ние всушност би требало прво да депонираме инструмент за ратификација, што може да се одработи и потоа ние стануваме дел од таа конвенција според која ние во екстремни случаи може да тужиме Обединетите нации за дискриминација. Значи ние кога што ги промашија второто задање на Авно и Бојајце, така и сега све промашивме. Се беше промашено 30 години. Јас бев сведок 30 години, сакав на некој начин сите македонски политичари, председатели, премиери да ги информирам за овие работи. Меѓутоа по два неуспешни средби со Киро Глигоров, после изгубив малци и верба дека може беше направи. Ѓорги Иванов, еве нека биде едно од последните прашања. Ѓорги Иванов, бидејќи него потпиша тој договор, има тоа некоја политичка тежина, правна тежина? Джепно вето, он рече дека... Тука имаме член 46. Значи, тој договор требаше да биде, според нашиот устав, заклучен од председателот, а не министерот. Он не го потпише указот, тука тоа го направи Тала Џафери. Значи, тука се веќе две прекршувања и тоа, значи, е релевантно за член 46. Значи, кога јас кажам, например, раскинувам ова нота, повикувајќи се на член 46, мислам на тоа дека внатрешни процедури за тоа дека Иванов не потпишал указот, дека тој беше објавен во службен гласник без потпис на председател, дека овој министерот потпиша тој договор уместо да го потпише председател. Значи сите тие правни што беше познато и на друга страна, беа како се зове врзани за пречекрување и властување. Значи, и Тала Џафери пречекори своје властување, и министерот за надворешни тоа се основи според член 46 од Виенската конвенција за договорно право за раскинување договорот. Може веднаш да се раскине само по тој еден член. Плюс член 53 кој очигледно забранува ти да го загрозуваш другиот национален и државен интегритет, да го доведеш во прашање или да го апсолутно негираш. А тоа е токму оно што се прави со ова. И тоа не се прави само на надворешен план, туку и внатре во државата. Плюс може да се каже и член 48 што е заблуда. Ние 30 години бевме заблуда дека ова безбедносен проблем и постојано кога некој не сакаше да преговара, Нимиц доаѓаше во Македонија и зборуваше дека ќе не носи, ќе не тужи на Совет за безбедност, дека таму ќе биде многу гадно за нас и така натаму. Не плашеше со Совет за безбедност дека безбедносен проблем и секој што јас би го убедил пред тоа да не оди да преговара, би се вратил на преговарачка маса. Се со една иста лага дека проблемот е безбедносна природа, значи. И тука македонци кога го потпиша во сама преамбула основа за Преспанскиот договор според резолуција 817. Па таа резолуција е господо нелегална. А ние бевме во заблуда, бевме излажани дека е легална. И врз база на една нелегална резолуција 818 направивме еден нелегален договор. Екс ин јуре основен ритор, значи од нелегална работа не произлегува ништо легално. Од резолуција 817 која е по себе нелегална, не произлегува ништо легално. Кој ќе победи на изборите? Не знам, почитувани гледачи. Би сакал да изгубат и Зоран Заев и Кристијан Мицковски. Сметам дека Зоран Заев и Кристијан Мицковски и ВМРО и СДСМ треба да заминат во историјата. На нивно место да дојдат нови политички субјекти. Меѓутоа имаше три работи кои би сакал да ги кажам како финале нова првична политичка анализа во престрет на редовните или на предвремените парламентарни избори. Како прво, гледате сите мали политички партии се поклопени. Како второ, таа групација Курту и Мурто, гледате како полека веќе не е Курту и Мурто, туку станува само Курту и како трето, Никола Груевски ми се чини дека ги контролира сите тие процеси од Курту и Мурто на една страна, бойкотирам на друга страна, реформатори на трета страна, до антиваксири на четврта страна. Всушност Никола Груевски сите работи кои се плашеше јавно самиот да ги каже, ги стимулираше преку вакви македонски манифести, антиваксири така натаму и така натаму. Од
подршка на Хилари Клинтон преку одредени министри до блискост до Русија и до Путин, односно модулот на Путин да биде применет во рамки на Република Македонија. За разлика од Орбан, за разлика од Јанес Јанша, кои храбро тоа сами го кажува, го пишуваат на Твитер, го изјавуваат, Никола Груевски тоа не можеше да го направи и на овој начин преку стимулирање на одредени групации тој де факто сакаше да го прошири спектарот на политичко делување. Затоа имаше 480-490 гласови, бидејќи инкорпорираше во своите изборни резултати една маса на луѓе кои природно не припаѓаја на ВМРО ДПМН. Ова исклучи телевизор, уклучи мозок и така натаму, тоа се луѓе на Никола Груевски, да немате никаква дилема, овие антиваксери се стимулирани преку Никола Груевски. Цел спектар Никола Груевски контролира. На тој начин, контролирајќи го целиот тој спектар, тој успеа да се испазари да замени во Будимпешта, а денес се уште ја контролира ВМРО ДПМН. Ние го решивме проблемот, си овративме името, има што ќе направат политичарите. Фала многу за разговорот, многу среќа, ми беше задоволство. И мене исто така. И до некоја следна прилика со некои поведри теми, малце со поголем оптимизам да можеме да говориме цела ова работа. Благодарам многу и на вас. Мислам дека за вечер е доста дел на интервјуто со Игор Јанев и моја политичка анализа. Ова е емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтол, почитувани гледачи. Денес можете да проследите две работи или две во едно, Нескафе две во едно, дел на интервјуто со Игор Јанев и политичка анализа до четврток во 22 часот. Ви посакувам пријатна вечер Македонија, каде да си.